Ви благодарам, почитуван министер, почитувани колеги, почитувана јавност. И овој амандман ја доживува судбината на 7 амандмани кои беа поднесени, што значи дека претходно поднесол 7 амандмана и овој амандман веќе е 8. И одговорите од Министерството се отприлike исти кои вие што ги кажавте. Меѓутоа, упорно ги поднесувам овој амандман заради тоа што сакам да укажам на тежината на проблемот со кој се соочуваат моите сограѓани од Кратово и околните места. Се работи за една суштинска потреба од обезбедување на овие финансиски средства 92 милиона 250 денара за изградба на нова пречистителна станица, како што уште еднаш ќе повторам, за отпадни води и фекалии. Овој проблем мора да го решиме, а зошто е проблем? Проблемот е за тоа што реката која е минува низ градот, која викаме ние Кратовска река, представува всушност реципиент, во неја се вливат сите атмосферски води и фекалии и на тој начин Кратовска река веќе представува потенцијален загадувач во животната средина, односно на населението. И затоа, сакали не, овој проблем ние мора да го решаваме. Јас мислам дека скоро сите урбани средини, населени места треба да изнајдат можности и мислам дека треба да води владата една таква политика за веќе и до сега слушавме во расправата што ја водиме овие неколку дена, дека сите ја споменуваме таа животна средина, таа зелена агенда, програм за зелен развој, што значи навистина веќе дојде времето кога мора да нешто направиме, ако сакаме да живееме во една здрава околина, односно во чиста средина и да живееме еден подобар, поубав живот. Износот овој од 92 милиона денара не е мал. Знаеме, свесни сме за тоа, меѓутоа направена е техничка документација, направена е ревизија и според таа пресметкована вредност овој износ е толку. Но сакам да потенцирам дека Кратово па и малите општини немат таков буџет, односно располагат со мал буџет, со скромен буџет и едва ги сервисират основните потреби на општината. И не може, доколку државата не се уклучи во решавање на овој проблем, ние градот, општината неќе да може сама да го реши овој значаен проблем. Исто така сакам да потенцирам овде да кажам, пак слушајќи ги колегите кои што се залагат за стварање на една чиста животна средина, е и фактот дека ако ние сакаме да имаме чиста животна средина, здрава средина во која што ние живееме, мора да ги решиме следниве комунални проблеми. Мора да се реши проблемот со водоснабдувањето, мора да се реши проблемот со уредување на речното корито, со изградбата на колекторскиот систем и со изградбата на пречистителна станица. Само тогаш ќе може да се одржува таа јавна хигиена во општините и граѓаните ќе може да живеат во една чиста средина. Придобивките од изградбата на оваа пречистителна станица се многу. Пред се граѓаните ќе живеат еден побреков квалитетен живот, меѓутоа исто така е многу битно што со изградбата на оваа пречистителна станица и граѓаните, а тоа се од целата железница, Талашманци, Туралево, Крилатица и Кетеново, подложината на самата река, потечението на реката од двете страни одгледуваат бавчи. Во тие бавчи одгледуваат градинарски култури. И кога ќе се изгради таа пречистителна станица, водата тогаш ќе биде многу квалитетна, ќе биде безбедна, ќе биде чиста и тогаш можеме да зборуваме за органско производство. Инаку, почитуван министр, на вас ви се обраќам, ово што не насочувате вие, ние да се обратиме до некои банки. Јас имам огромно искуство од работењето со Јапонска банка за меѓународна соработка со JICA, понатаму со Европската инвестициона банка, па и со ЕБОР. Знам дека нивните критериуми за одобрување на средства се доста високи
И тешко можат нашите мали општини кои располагат со мали буџети да можат тие кои ќе аплицират да ги добијат тие пари. Добро е ова што колешката Марија го предложија и вие го прифатите, да се направи една средба со градоначалниците и овие сугестии што ги кажете на нас овдека, и на нив да ги кажете, и меѓутоа сепак ќе сугерирам и ќе ве замолам да и вие се уклучите како министер за финансии да ни помогнете. Знам, јас сега не сакам тука да ги изнесувам како се добива средства и од Бирото за равномерен развој, знам како се добиваат средствата и од Министерството за животна средина, транспорт и врски, секаде сме одели, ова што ни кажувате, тој пат ние го зодевме, меѓутоа за жал, еве, до ден денеска само одиме од институција во институција, меѓутоа резултатите се никакви. И затоа ве молам, сакам да се и вие вака уклучите, да ни помогнете. Значи се работи за добро на граѓаните, се работи за здравје, а здравјето е изнад се. Ви благодарам.